радување или бањење во ладен базен и така натака, е нешто што најпрвин ќе го афектира урогениталниот тракт. Друга работа е што е важно да се земе во предвид дека има и бројни други причинители, односно ризик фактори кои што може да предизвикаат да дојде до цистит и во повозрастните години. Така да не се само децава, да речеме, афектирани, туку тоа започнува некаде над третата година вообичаено овој проблем, а понатака пикот го достигнува кај сексуално активната женска популација, пред се од 20 до 50 години, токму заради тоа што незаштитениот сексуален однос е еден од главните ризик фактори за пад на тој имунитет и развој на цистит. Таа близина анатомска предизвикува да бројни сексуално преносливи патогени преминат во мошниот меур, предизвикаат пад на тој имунитет и подигнување на концентрациите на Ешерихија коли на доволно ниво за да дојде до манифестација на клинички симптоми. Во понатамошниот дел од животот, други причини пак може да бидат важни за да дојде до развој на цистит. Да речеме, во зрелата возраст доаѓа до промени и кај мажите и кај жените. Веќе над 50 години добар дел од машката популација има проблеми со бенигна хиперплазија на простата. Тоа меѓу другите ефекти кои што ги има предизвикува поспор проток, ретенција, задржување на урината. Останувањето на урината подолго време во мошниот меур е еден од клучните предуслови за да дојде до развој на инфекција. Заради тоа и ние советуваме да не свесно и намерно да не го одложуваме мокрењето. Така. А тоа секој од нас честопати има подпричина заради која што може да го направи. Нема услови каде тоа да се изврши. Имаме други поважни, велиме, обврски работи. И празнење на бешиката до крај, нели? Тоа е важно, комплетно. Многу важна работа, зашто повторно се враќаме на истото. Заостанува урина и тука е тоа добра подлога за развој на бактерии. Дури велиме ние и со мускулна масажа, ако е потребно, за да бидеме сигурни дека комплетно сме измокрили и повторно мокрење пред спиење навечер, зашто тука има еден цел во нормален сонен процес од 6, 7, 8, не знам, 9, можеби, часа во кои што цело време се кумулира присутната урина. Така да добро е да бидеме измокрени и нормално од сабајле повторно се повторува процесот. Се тоа, да речам, практични мали работи секојдневни на кои што не се обрнува внимание, меѓутоа проблемот делумно лежи и во тој дел од нашето однесување и од нашите навики.